Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Со почетокот на учебната година во Средното училиште Ѓорче Петров во Крива Паланка, во прва година, за прв пат се запишаа ученици кои се дел од дуалното образование и паралелките од средното стручно образование. Во оваа учебна година има поголем број на ученици кои се запишани во средното стручно образование преку проектот Учи паметно, работи стручно. Ова, како што беше речено при денешната работна средба во училиштето, се должи на конструктивниот диалог со локалната самоуправа, стопанските комори и средните училишта. Министерката за образование и наука Мила Царовска, која беше во посета на училиштето, рече дека затекнала одлично опремени кабинети и мотивиран просветен кадар, што е добра основа за овие ученици да добијат квалитетно образование. Токму затоа тука имаме дуални паралелки, но имаме и зголемен број на ученици запишани во средно стручно образование. Од една страна се задржани учениците во оваа општина да останат и да учат тука, понатаму очекуваме и да продолжат да работат и да се вработат во компаниите со кои што ова училиште има договор, но од друга страна се подига и квалитетот на образованието во општината на тој начин. Во прва година во Кривопаланечката гимназија се запишани 145 ученици, од кои 92 во стручни паралелки, а 54 во гимназиските. Нашето училиште оваа учебна година има со што да се пофали, бидејќи имаме 5 стручни паралелки, во кои што во прва година во кои што 4 од нив ни се запишани ученици со дуално образование, во кои што повеќе е ставен акцентот на практичната настава која што ќе се изведува кај работодавач. Имаме меморандуми за соработка со фирми и се надевам дека учениците ќе уживаат во делот кај што ќе изведуваат практичната настава кај работодавач. Кажа Габриела Стаменкова, директорка на СОУ Ѓорче Петров. Отворени се дуални паралелки за машински техничар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, угостителски техничар и автомеханичар, како и една стручна паралелка за медицински сестри. За медицинската струка е воспоставена соработка со здравствениот дом во Крива Паланка. Градоначалникот Боријан Чомицевски рече дека во изминатиот период направиле напор заедно со директорката, наставничкиот кадар и сите релевантни субјекти на локално ниво да се даде нов тек на настаните во воспитно-образовниот процес во средното училиште, што оваа година и даде резултат. Тој резултат, како што напомени директорката, е во разлика од 50 ученици плюс запишани во самото средно училиште, за разлика од можеби минус 50 ученици кои што го завршија основното образование. Промената и во тоа што од оваа година Учи паметно, работи стручно, кампањата која што ја спроведуваше Министерството за образование и наука, навистина во Крива Паланка вроди со плод. Имено 4 стручни дуални паралелки и едната стручна медицинска паралелка која што за прв пат, потенцирам, се отвара во Крива Паланка, привлече огромно внимание кај учениците. Изјави градоначалникот Мицевски, кој се заблагодари на училиштето што годината со онлайн настава ја искористи да ги реконструира сите простории и да ги опреми кабинетите, што возможи изведување на дуалната настава. Во исто време, градоначалникот упати благодарност до локалните компании, кои покажаа подготвеност да се работуваат со училиштето и праксата да се изведува кај нив. Во таа насока се надевам дека резултатот од овие генерации кои што ќе излезат од воспитно-образовниот процес по завршување на средното или високото образование, навистина ќе понудат квалитетен кадар на пазарот на трудот, кои што ќе бидат конкурентни и ќе можеме да ги задржиме на овие простори, наместо да мигрираат на секаде во светот или низ Европа. СОУ Ѓорче Петров со поддршка на општината Крива Паланка изминатата учебна година, кога наставата се изведуваше онлайн, ја искористи просторот да го подготви за новите паралелки од средното стручно образование. Инвестирани се средства со кои се реконструирани просториите и опремени кабинетите, каде во еден дел ќе се изведува практичната настава. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.